Бушави глави! Тарам! Лична хигиена е кога ние самите си одржуваме хигиена. Лична хигиена е кога треба да ги средиш работите, да и чистиш тоалетот и кујната. Лична хигиена е нешто кога е све чисто, особено кога се грижиш за себе. Лична хигиена е кога ние самите се правиме на нас хигиена. Лична хигиена е кога се грижиш за хигиената во твојот дом, во твојата куќа. Лична хигиена и сега ги миеш почесто рацете, не ќе дојдеш од дома валкани рацете и седнуваш да спиеш и после тие пријавштината од рацете се нанесува по креветот, па потоа нешто пак ќе го фатиш. Лична хигиена е, например, ако нели сега е сабота и приборот, например, ако ти е малце нечист од училиште, треба да си го исчистиш, а не да го оставиш така да ти биде нечист. Или па си доаѓаш од училиште и сега ќе седнеш да јадеш нешто и така бактеријата што е внатре во рацете може да се пренесе во устата и се пренесува во устата и после добиваш алергија. Лична хигиена е кога некој се грижи за да не биде нешто, да не биде испрljано нешто, да биде све чисто. Си миеме раце, лице, ги миеме зъбите, си ја средуваме косата. Јас мислам дека има работи кои треба да ги средуваме секое сабајле. И тоа е нешто што задолжително треба да го правиме. Тоа подразбира дека секое утро миеш зъби и се средуваш да носиш чисти јалишта. Секој ден треба да миеме зъби, да мочаме, да миеме раце. Зъбите треба да се мијат 2 пати дневно, тоа е од сабајле и навечер. Сами треба да знаеме дека треба да си чистиме. Кога ќе се разбудиме, ние ги миеме зъбите. Го миеме лицето и рацете. Проверуваме дали листата ни се чисти и секако гледаме обувките да не бидат чисти. Ние до утро не ги облекуваме нечистите јалишта, туку мајката ни дава чисти. Задолжително. Зъби, раце, тело, секој дневно. Посебно зъби, многу зъби. Многу миење. Бушави глави! Драги деца, не дозволувајте да ве биде здодевно, мора да си најдете што ви е забавно. Ама тоа не значи по цел ден играње и користење социјални мрежи. Тоа може да значи и било што друго. Користете ги социјалните мрежи да видите какви креативни нешта може да направите дома. Не знам, од пластични шишиња, пластелин, гледате да Vinci Learning, па видите какви интересни има во Art-Zuka нешта. Слушајте многу музика, слушајте македонска музика. Не мислете, само слушајте музика, различна, запознавајте се со секаква музика и мора да ги слушате мама и тата. Мора, не може поинаку, мора да бидете умни, ако сакате да пораснете во весели, среќни и убави личности. Бушави глави!